Добар ви ден, почитувани гледачи. Верувам дека сте сите добри, здравоживо од комплексот Етно село Тимчевски, каде што сме подготвени за новиот рецепт на денот, што верувам на сите вас многу ќе ви се допадне. Затоа што е брз, лесен, затоа што многу од овие состојки во рецептот го имате веќе дома. А тоа е една прженица со колбаси и црвени пиперки, зелени пиперки, патлиџанче. Значи, се нарекува меѓу народот прженица. Многу е интересна, а посебно интересна затоа што во неа се става кисела вода. За да ја направите оваа прженица, ќе ви треба поголемо тенџере, каде што ќе можете се да мешате постојано. Значи, од 200 до 300 грама колбаси, најдобри се тие димени на дрва. Понатаму, една голема главица кромит, по можност драчевски да е, се шегувам, ситно сечкан, 2 големи патлиџани, околу 500-600 грама, значи да направат, сечкани патлиџани, значи ако се помали 3-4 ставете, 5-6 пиперки, зелени и црвени. Сега е моментот на црвената пиперки, баш ми се допаѓа што едноставно можеме да ја комбинираме, да ја ставиме во многу манџи, тави, пинџурчиња и така натаму. Триена сол, малку сол, половина лажичка брашненце, малку буковец и 200 мл кисела вода. Сега, прво ќе си го земам тавчето, ќе ставам масло. Да го покријам, значи, дното да го покријам со масло и го ставам, вообичаено се знае како почнуваме. Почнуваме со кромидот. Не може ништо без кромид. Леле, ова една главица, погледнете колкава е една главица, 1 кило. Ова сигурно е навистина од Рачево. Јас се шегувам, ама навистина е така. Така. Нека си се пржи кромидот. Додека тој се пржи, јас ќе ги насечкам пиперките. Значи, може се да биде и на малку поголеми парчиња. Со оваа манџа од 6 до 8 луѓе може да јадат со овие потребни состојки. И на крај се остава да крчка во таа кисела вода. Па и према тавчето. И, например, вие можете дупло помалку да направите. 150 грама колбас, 4 пиперки, 1 патлиџан, 1 кромит. Па ние тука многу сме. Цела екипа на вкусот на традицијата, тимот од кујната на Етно село. Значи, тука треба да се јаде, а сега во моментот се печат тие лепињите. Па затоа и добив идеја токму за оваа прженица. Да го изедеме лебот, се шегувам. Така, ја повеќе ми гледа окото на црвениве пиперки, леле колку се убави. Значи сега кога ги има буквално секој ден сакам да ги јадам и да ги ставам или да ги испечам, па со лукче и оцече, леле. Милина, убавина. Леле, погледнете, навистина цела шерпа се наполни со една главица кромит. Сега ова му треба, значи малку повеќе време.
убаво да омекне, убаво да се испржи. Мислам дека уште една пиперка ќе ставам, пошто и пиперките беа големи. Буквално оваа манџа можете да ја направите и со едно-две колбачиња. Ништо нема да промени. Вкусот ќе биде тој. Така, значи уште една пиперка ќе додадам. Ова пиперка ќе оставам за салата. Оти мислам дека е доволно, пошто навистина се многу големи. И сега се токму актуелни овие видови на манџи, макала, пинџури, кога е времето за зимницата. И затоа ви ја презентирам оваа манџичка прженица. Еве готово, се наполни ширпата со водата. Ај овие да ги ставам, да се пржат сега со кромидот. Ете така. Леле, шубава боја има. Само што ги гледаш да се пријаде, па како мириса. Ете и ова пиперка ќе ја додадам и доволно е, да. Така. Сега промешувам повторно. И ќе додадам сега сол. Овде ќе ми треба едно кафено лажиче сол. Затоа што и патлиџанот е малку сладкаст. Ќе додадам и едно кафено лажиче буковец. Ова може и не мора. Значи, ова додатокот на буковец секогаш го правам, оти мене ми се допаѓа едноставно. А знаете како велат, тој што готви, ако не му се допадне на него јадењето, џабе го прави. И сакам ово убаво да е испрженко. Додека ова се пржи, јас ќе ги сечкам колбасите. На крупчиња. И како ќе ги сечам, така ќе ги додадам. Да пробам. Сега ги ставам и колбавчињата внатра. Тоа е тоа. Абе, златна земја сме ние. Нема шо неаме. Нема. Ова ќе имаме цел фудбалски тим има да јадеме. Па уште ако сте љубители на луто, па да му ставите едно пиперче така отров луто.
уште малку ми остана од колбасот. Сега го додавам и него тука. Ова големо тенџере. Ете така. Промешувам. И сега, кога ќе биде ова доволно испржено, ќе му ставам малку брашненце, како што ви кажав, многу малку, чисто да замириса. А можете и во посебно тавченце да загреете масло, брашненци и да му ставите, како сакате. Јас ќе го ставам брашното веднаш во тавата тука. И потоа ќе дојде на ред патлиџанот и најнакрај киселата вода. Значи, како е добро испрженко, за мерак. И ќе ви препорачам за оваа прженица да имате широк сад, поширок, а да не е она класично тенџере тесно, а високо, туку широк сад. Сега, што ќе направам? Малку ќе го ставам настрана. Значи, сите течности од пиперките, од кромидот, од колбасот, се си пушти, тоа се крчка, шубав мирис има. А ќе ставам сега малку брашно. Евака. По крајот тука. И ќе ставам триена сол. Пошто и тоа е нели брашно. Ете така и тука ќе си го испржам. Во истото тенџере, гледате? Сега веќе може да промешам. Леле, каков убав мирис. И го ставам патлиџанот. И ќе го оставам сигурно уште половина час вака да се пржи на тивко. Патлиџанот да си пушти сок, да се формира сок, значи сос од него. И тоа е тоа. Го земаме лебот од кујната, може парче сиренце, салатичка и на трпезата. Ви останете со вкусот на традицијата, кога ќе го пробаме овој специјалитета прженица. Се вели, нели, за се едно нешто што го пржиме подолго време, дали пипер, патлиџан, кромид, колбас, месо, што и да е. Сега само ќе го пробам уште за сол и да му додадам кисела вода. Ете, тоа е тоа. Сега нека си крчка, нека си се динста. Додека оно се динста, јас ќе поставам трпезата, ќе го затворам тенџерето со капак и ќе уживаме во нашиот денешен ручек. Пробувам за сол. Одлично е. Не треба ништо да му додадам. Леле, кој вкус е. Прекрасно нешто. Се гледаме со вас на трпезата.
Ајде, време е сега за оваа преубава прженица. Погледнете како локум се направи. Еве, чади уште, чади. Па киселата вода дефинитивно си го направила своето. Значи, така е се убаво искрчкано. Значи, земи векната лепи и крај му нема нова. Можете, значи, со пиперчиња, патлиџан, сирење, лепче никако немојте да заборавите, затоа што е најважното нешто во овој ручек. Леле убавина. Како можеше ова толку да е добро, леле. Да не можеш да престанеш да јадеш. Многу е вкусно. Колбавчето во спојот кромичето, црвената пиперка, зачините. Ова бара уште. Мераци. Направете го ова и испратете ли фотографии или коментирајте ни на Вкусот на традицијата, да видиме дали ќе го поделите моето мислење. Значи, мислам дека ова прав погодок. Македонски зеленчук, македонска кобасица, кромиче тука, од околијата, се свежо, се убаво. Значи, секоја чест на нашава земја Македонија, што раѓа не само такви добри луѓе, туку и ваков зеленчук, овошје, се имаме на светот најубаво. Ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата и знаете како велат. Немојте да седите на иста маса со луѓе кои што зборуваат лошо за другите, затоа што во истиот момент кога ќе си заминете, ќе зборуваат лошо и за вас. Се гледаме во следната емисија. Довидување.